Се наоѓаме во регионалниот центар за ментално здравје и психосоцијална поддршка овде во Кочани, при што во рамки на проектот Живот по трагедијата во Кочани ќе разговараме со претседателката на секцијата за кризни интервенции при Комората на психолози на Македонија, доцент доктор Мирјана Јовановска-Стојановска. Овој разговор ќе го посветиме на менталното здравје и психосоцијалната поддршка. Докторке, знаеме сите што се случи минатата година, 16 март 2025, по трагедијата што го потресе нашиот град. Како од психолошки аспект ја оценувате состојбата во заедницата денес, речиси 12 месеци подоцна? Денеска Кочани е град што живее. И целата оваа област, целиот овој истечен дел од Македонија е територија во која што има многу живот, има многу соработка, има многу пријателство, има многу болка и многу тага, но таа болка и тага мислам дека ги сближи луѓето, да сближи нас сите од цела Македонија. Да доаѓаме, да бидеме тука заедно, да помагаме, да соработуваме. И мислам дека Кочани стана град на надежта. Надежта дека иднината постои, дека ние треба да ја живееме таа иднина. Надежта која ја носи името на сите оние што не се повеќе со нас. Да бидеме тука, да ги споменуваме, да зборуваме за нив, да ги запознаеме од устите на нивните родители, од луѓето што им се блиски, да соработуваме заеднички, да им помагаме на оние што останаа повредени, на кои се уште се една рехабилитација, се уште се борат за своето здравје и меѓусебно заеднички да градиме нешто што ќе биде наша сите заедничка иднина, за иднина на Кочани, на народот во Кочани, на целиот источен дел од Македонија, но и на целата наша држава. Така. Кои се најчестите психолошки последици што ги забележавте кај граѓаните, односно кај преживеаните семејствата, но и кај пошироката јавност? Најосновниот проблем тогаш беше масовноста на ова, значи огромна катастрофа во која што многу народ беше директно погоден. Така да покрај сите големи напори, покрај тоа што огромен број на психолози беа инволвирани, покрај тоа што навистина огромна работевме ние само во Кочани, работевме со 550 наставници, во градинките има 100 луѓе, работевме во сите основни и средни училишта во регионот. Многу лично контактиравме со луѓе кои изгубија деца, семејства кои изгубија своји членови, со повредените, останаа луѓе со кои што немаа можност да примат прва психолошка помош. Ние работевме дебрифинци со пожарникарите, работевме и со матичните лекари, еве сега моментално со болницата, што е персоналот. И тоа можеме да видиме сега дека тие луѓе останаа многу нераскажани приказни и сеќавања. Луѓето кои како знаеше на свој начин пробуваа да се справат со тоа, но пред нас, зборувам за нас како психолози, како луѓе кои се грижиме за менталното здравје за сите, ни останува уште една многу голема работа, да ги слушнеме сите приказни, да слушнеме кој како се снашол, да слушнеме кој како се справува, да видиме кој како спие и кој што работи, како дали се снаоѓаат на своето работно место, односно пробуваме сега да детектираме PTSD, односно посттравматско стресно нарушување. Значи, сите оние што немаа помош, најверојатно некој од нив и успева на свој начин, со помош на блиските, на роднините, со помош на психолози да поминат низ сето тоа, но да ги откриеме луѓето кои имаат посттравматско стресно расстройство, односно нешто што го ремети нивното секојдневно функционирање. Дали травмата може да се појави со задоцнување и како луѓето да препознаат дека им е потребна стручна помош? Не, травмата е тогаш кога нешто се случува. Сега тоа травмата беше вечерта, нели, кога се случи пожарот, ама и после тоа последователно имаше постојана ретравматизација заради тоа што, нели,
после 2 дена се собира лиштата за да се облечат починатите, па после 2 дена беше закопот, па после беше 7 дена, па 9 дена, па помени, па судење, па барање на виновниците, па протести. Значи сето тоа, многу информации по интернет, многу луѓе кои зборуваа од прва, нели, кои беа сведоци вечерта присутни на тоа, многу луѓе кои беа травматизирани. И тоа беше траумата и долго време траеше еден трауматски период една. Но после тоа, она што сега се случува е спомените на таа траума, односно неизлечените болки, неизлечените таги, неискажаните емоции, внатрешни лутини, незадоволства, затоа што нормално е сите да поминеме низ сите тие периоди на оджалување и оттажување, но често пати некои луѓе не успеваат да се заглават некаде во некој свој дел и денеска тоа го преживуваат. И она што преска кажав, тоа е тоа посттравматско стресно расстройство кој се развива кај луѓето, кое може навистина многу да им го ремети квалитетот на животот, да создава психолошки, ментални, но и многу физички проблеми, психосоматика, а не би морало да биде така. Колку граѓаните се охрабрени да побараат психолошка поддршка? Ние се обидуваме да зборуваме јавно за тоа, се зборуваше и секаде помалце, нели сите зборувавме за тоа на сите собири, дека е потребно да се најде психолог, ама знаете како, предходното воспитување и начин на функционирање многу е битно. Ако луѓето немали информација дека такво нешто може да им помогне и да биде тука за нив, во моментите кога им е тешко, они нема ни да знаат дека треба да го побараат тоа. И покрај тоа што некој можеби ќе им укаже, оди на психолог, поразговарај, ќе ти биде полесно, нема да го прифатат, зашто не е дел од нивното секојдневно функционирање, не е дел од мајндсетот, што викаат, како они го живеат својот живот. Ама ние сме тука. Не дека сме упорни, ама сме трајни. Стоиме и ќе бидеме тука. За сите луѓе што ќе сакаат еден ден да дојдат да разговараат со нас. Ќе бидеме тука за секој што ќе сака да се сретне или да каже нешто, па и оние што не ќе да се сретнат и не сакаат. Ние сме и за нив тука, зашто во рете некогаш да се лутиш и да бегаш е механизам на одбрана. Ние ќе го почитуваме и тоа. Така да, можеби, што повеќе да се зборува за тоа, за важноста на менталното здравје, ќе ги покани и оние кои претходно не верувале или билде дел од таа стигма за менталното здравје, да се осудат и да дојдат на психолог. Да се навратиме 1 година наназад, односно да ни кажете каква поддршка беше обезбедена веднаш по трагедијата и дали системот за ментално здравје покажа доволна подготвеност? Па во моментите, веднаш после трагедијата, една од најголемите организирани способности за да пружат помош е покажат Црвен крст. Затоа што од раните утрински часови беше веднаш организирано поред болниците во Скопје, каде што луѓето доаѓаа, понатака за целиот овој период, за цела ова година, значи Црвениот крст го беше носител на сето тоа грижа и организирањето што беше на се што се случуваше предходно, за преска спомнав и собирањето на лишта и погребите организирање, се го правеше тоа Црвен крст. И тој покажа дека има капацитети, има можности да го направи тоа. Мислам дека кај државата и органите на државата и власта, министерката за образование веднаш за еден ден се јави и побара луѓе со кои што ќе може да дискутира, со кои заеднички ќе донесе некое решение како понатака, што да се прави, како да се реагира
во ваква кризна ситуација. Министерот за здравство исто така беше вклучен во тоа како да им се помогне на повредените и што понатака. Али покажа недостаток во организирањето, најверојатно затоа што никој никогаш не ни мислел дека нешто волково големо ќе се случи, нели? Ама ние како држава сме должни да бидеме спремни за тоа и мислам дека за жал е на еден ваков трагичен начин, нели? Ама тоа ќе донесе до понатамошно, нели, зголемување на или подобрување на организациите кои можат да пружат помош и кои можат да реагираат во катастрофи и дека од сите тие реакции, сите тие менталното здраве ќе биде дел од тоа, грижата за менталното здраве ќе заземе многу важно место. Така. Минатата година, ноември месец, се отвори овде регионалниот центар за ментално здравје и психосоцијална подршка. Кои услуги ги нуди центарот и што значи ова конкретно за Кочани и за источниот регион на државата? Па да, ете, нели, пак ќе спомнам дека нели мора да се случи трагедија за да почнеме да размислуваме во еден одреден правец. Мада ние во Скопје веќе отвори Црвениот крст центар за ментално здравје, и имаше намера и низ другите градови, низ Македонија да се прошири тоа, значи на менталното здравје да му се даде едно важно место, грижата за менталното здравје да заземе важно место во работата со населението. Ама еве од оваа трагедија тука, значи прво после Скопје е Кочани во кое што се отвори ваков регионален центар за ментално здравје, кој јас мислам дека има важна улога затоа што овој центар се отвори на база на сето она што психолозите го направија од 16 март до ноември. Ние создадовме тука екипа на локални психолози кои постојат овде, кои се живеат и работат тука, кои несебично се пријавија и дојдоа да волонтираат од почеток и да работат со населението, да бидат тука за нив, за нивните проблеми, за нивните таги и болки, и на база на тоа се создаде овој центар за ментално здравје, кој понатака ќе остане како, се надевам и верувам во тоа, дека како срце на овој град, односно дека секој може да дојде да побара помош, секој може да дојде да разговара. Ке работиме со училиштата, со компаниите, со фирмите, со целото население, на сите нивоа, превенција и грижа под натака лечење, нели, на менталното здравје. Ке учествуваме во целокупното живење, еве јас се рачунам како дел од овој центар, затоа што, нели, со мојата работа доста допринесов за да се создаде се тоа. Во целокупното живење на градот и на околината, нели, на сите овие општини што се околу, и секој, дури и во другите градови, секој кој е заинтересиран, на кого му треба помош, на кој му треба, има неодговорени прашања во однос на менталното здравје, секогаш може, е добро дојден да дојде тука и да еве заеднички со сите колеги ние тука да бидеме тие на кои што луѓето секогаш може да се подпрат. Колку е важна континуираната долгорочна психосоцијална подршка по ваков трагичен настан? Важна е заради тоа што траумата се случува, да, во еден момент, како што реков, да, имаме и ретравматизации, постојано со некои случувања, ама тажењето, болката, оние последици што внатре во телото ги остава траумата, не поминуваат така едноставно и брзо. Особено кога жалиме за децата или за тие дома што ги изгубивме, таа болка и таа тага не поминува, таа ќе трае. Значи, на тие луѓе им треба помош и поддршка да со мали чекори се вратат во секојдневното живење. На оние кои останаа повредени, кои ден денеска исто одат уште на рехабилитација,
им треба поддршка, им треба некој што ќе биде тука за да можат одново да спијат, одново да се вклопат во животот, одново да ги најдат своите надежи, одново да ги најдат смислата на живење. На градот исто, на сите луѓе, затоа што ова нема толку брзо да се заборави, ама да помине стравот, да помине лутината, да помине меѓу заедничкото обручунување, за да можеме да се здружиме и да живееме многу поквалитетно. Ево и на самиот крај од разговорот, која е вашата порака до граѓаните? Пораката е нешто да погледнеме прво натре во својата душа. Сегде натре во нас, во секој од нас се наоѓа таа потреба да бидеме поврзани со другите, да се сакаме, да бидеме сакани и да сакаме, да бидеме заедно и заедно со таа меморија на спомените што ги имаме за луѓето што ги нема повеќе со нас, да формираме нешто, едно, не знам, заедништво, нешто што ќе биде љубов заедничка, нешто што ќе биде заедничко почитување, заедничка поддршка, заедничко живење, зашто само заедно можеме да пројдеме низ ова и да продолжиме понатака. Ви благодарам за разговорот и за одвоеното време. Овој продукт е изработен со финансиска поддршка од Европската Унија во рамките на проектот SMS Facility, поддршка за малите медиуми од Западен Балкан, локално имплементиран од фондацијата Метаморфозис. Содржината е единствена одговорност на медиумот и авторот и не ги одразува нужно ставовите, мислењата и вредностите на Европската Унија, фондацијата Метаморфозис или проектот SMS Facility.